Почитувани гледачи, добар ден и добре дојавте во новото издание на емисијата Супер звезда. Веднаш кога до мене се наоѓа мој денешен гостин, со кој што ќе ве однесам на едно многу специјално место. Здраво за Жарко Панков или Жаре, како што ја си го викам, добре ми дојде во Супер звезда. Добро ве најдов. Жаре, како си? Супер. Денеска дечињата. Супер звезда, увек супер. Денес дечињата од Супер звезда ќе имаат специјална можност да уживаат, бидејќи одиме на едно од најубавите места, поточно каде сме дојдени денеска. Денеска сте дојдени во игротеката Хабиленд, што се наоѓа во спортскиот центар Борис Трајковски. Нашата игротека е веќе етаблирана, некои ја знаат, некои можда и не ја знаат. Денеска ќе ги запознаеме со нејзе. Ете така, почитувани гледачи, во оваа сезона на Супер звезда, како што кажав, запознаваме интересни луѓе кои што работат интересни професии. Впрочем, господинот Жарко е тој кој што е собственик, но и генерален менаџер на оваа прекрасна игротека. Многу мина во игротека кога ќе дојдат си поминуваат како во бајка. Но денеска ќе научиме колку труд, колку напор, колку многу работа и колкава голема одговорност да се води едно вакво прекрасно место. Затоа останете со нас, ова ќе биде убава и интересна емисија. Во разговор со господинот Жаре се враќаме за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во програма. Мој денешен гостин, како што веќе најавив, е господинот Жаре, кој што е воедно собственик и генерален менаџер на игротеката Хабиленд, која што се наоѓа во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски. Жаре, ајде вака еве да кажеме, на многумина им личи дека ова е бајка кога ќе дојат да поуживаат, да си поиграат, но колку многу труд, работа и колку се треба да се внимава за сето ова овдека да изгледа како светот на бајките. Така, секогаш ова и треба да биде бајка, меѓутоа за тие што доаѓаат овдека, за тие што се во вториот дел, односно во позадината, тоа е сепак работа како и секоја друга и многу одговорна работа. Знаеме дека кај децата нема лабаво. Или те сакаат, или не те сакаат. Со нив секогаш прифаќаат или не. Не те прифаќаат, со нив си на чисто и према тоа мораш да бидеш многу внимателен како се однесуваш со нив и кои услови на нив им ги пружаш. Ние се трудиме да ги пружиме најдобрите услови во однос на фасилити, значи на концепт кој што е за играње и играчки кои што се прилагодени за да може децата да играат и нашата цел овдека е да они бидат активни и да цела она енергија што ја имаат ја испразнат и воедно да уживаат. Денешните деца се преоптеретени со школо, со компјутери, со курсеви, дома се затворени или не се. Овдека е целта да ние нив ги растеретиме и да они едноставно лудуваат, играат и уживаат. Таков е целиот концепт на самата игротека направен, за да може они да функционираат во тој дел безпрекорно. Се трудиме, значи наши приоритети се нивната безбедност пред се, тоа ни е број еден, иако би ги стал сите на исто ниво, значи нема разлика во приоритетите, меѓутоа безбедноста е број еден, хигиената е број 2, услугата ни е на трето место. Секогаш се грижиме за нивната безбедност, значи редовна проверка на играчките, редовна проверка на лавиринтите, на сите фасилити што ги користат децата да бидат безбедни и сигурни, за да не дојде до било какви несакани ситуации. Во однос на хигиената посебно се трудиме да биде на највисоко ниво со тоа што покрај редовното одржавање, обавезно еднаш неделева утрени е денот кој што ни е задолжен за генерално чистење и дезинфекција на целата игротека. Тоа се прави обично во четврток рано наутро. Доаѓа екипа која што сето тоа го средува, го чисти, го дезинфицира и стартуваме со новата работна недела. Во однос на услугата се трудиме секогаш да бидеме љубезни, насмеани, весели, како што и доликува на едно вакво место кај што уствари луѓето доаѓаат за да се релаксираат, за да уживаат и за да си поминат убаво. Целта е да нив им угодиме, а за тоа се труди една голема екипа. Ние ќе каже некој игротека, меѓутоа 12 работени, голем простор, 300 квадрати внатрешен дел, 200 квадрати тераса и уште 500 квадрати летна игротека. Значи сериозно голем објект кој што бара сериозни ангажмани и обврски. Целиот персонал си е обучен, константен, дечињата више ги имат и научено нашите девојчиња, они си ги знаат и децата, тие што се редовни, тие што ќе дојдат ќе ги научиме и сите си го познаваат редот во нашата куќа. Битно е дека тука сме дојдени за уживање, за играње и за релаксација, од најмало до најголемо. Значи, капацитетот на игротеката е голем во однос на бројки на деца, значи може да функционираат слободно деца од 0 до 12 годишни деца, така и ги правиме и родендените, значи прават и баш буквално од 1 година до 12 години прават родендени кај нас.
местото за уживање на нивните родители и евентуално баби, дедовци и нели остала дружба. Посебно ни е убаво во овој период баш сега кога се отворени и терасата и надворешната игротека и просторот е на воздух, на чисто, сите услови што може да ги обезбедиме, се трудиме секогаш да бидат обезбедени и максимално средени. Така, мене како што ми изгледа, значи вие работите многу пред и многу откако дечињата ќе дојдат, ќе се изнаиграат, ќе слават родендени, ќе се дружат. И тоа се е така добро организирано, како на пример на вас ви поминува еден работен ден. Во колку часот доаѓате овде и се отвара вратата на игротеката? Значи, рано изутрина прво доаѓа жената што одржува хигиената. Во 10 часот е званичното отворена игротеката кога почнуваме со примање на гости. Работиме секој ден од 10 часот до 22 часот. Тоа е зимско работно време, летното работно време ни од 10 до 23 часот. Некогаш ако е убаво времето и ако имаме гости и децата се расположени покасно да легнат, остануваме и до 12 часот. Тоа обично во летниот период кога денот е голем. Јас малте не сум скоро цело време тука, мојот работен ден почнува во 9 наутро, веќе во 10 сум и јас тука со редовните обврски, значи овој објект си бара сериозни ангажмани во однос на сите работи за да изгледа онака како што ќе го видите и како што изгледа, од набавки, значи тоа што треба да има за дополнително освен играњето, до ентериери, до цвеќиња, до одгледување на бавча, до сите тие работи, до сервисирање на справи, доколку нешто се оштетило, се направило и тоа е дел од мојата работа. Значи буквално ангажман кој што трае до затварање, нели? Јас ти благодарам, ово ќе го сметаме вака за еден воведен дел од нашиот денешен разговор, ќе направиме кратка пауза, а во разговор со Жаре се враќаме за неколку минути. Бидете тука, почитувани гледачи. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со Жаре, мојот стар добар пријател, инаку собственик и, како што кажавме, генерален менаџер на игротеката Habiland, овдека која што се наоѓа во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски. Жаре, имате многу вработени, како што ја кажавме. Сите вработени си имаат некоја посебна функција и задача овде кај вас, обучени се за разни работи да изведуваат? Така, значи сите мои вработени се обучени за сите работни позиции кои условно, вклучувајќи и мене, пошто и јас исто влегувам во дадени моменти на одредени работни места. Значи најважно е да ги познаваат сите за да може да функционираат како што треба. Во начело распоредот е девојките што се грижат за децата, ние ги викаме како аниматори. Они се грижат и ги водат децата кога имаме роден ден или кога имаме гости низ игротеката и се грижат за нивната безбедност и нивното функционирање и помош доколку им треба околу некој работи. Во даден момент и кога имаме гости, кога имаме оној угостителскиот дел, имаме и послужување. Нормално за сето тоа има шанк кој што е одговорен за таа работа. И целата екипа, целиот тим ги работи сите работни места. Хигиената се, пошто нели оној дело што е званичен на чистењето е од сабајле до 10 часот, до 12 се доуредува просторот, меѓутоа ние во текот на целиот ден мораме да одржаваме хигиената, така да сите работиме и на таа тема. Се случило, се истурило сок, дета се испрљало, дожливо време, снежно време, се прља, се прение секогаш тоа мора да биде средено, така да ние сите ги работиме сите работи, вклучувајќи ме и мене. Затоа и не ја сакам онаа формулација генерален менаџер, нема тоа се вика човек кој што све мора да работи кога е во прашање еден ваков објект. Посебно ни грижата, значи кога се децата тука присутни, посебно внимание посветуваме на нив, пошто уствари они се главните гости и они се тие кои што кажуваат дали сакаат да бидат кај нас или не. И ако они не се задоволни, џабе баби и дедовци, ништо не правиме, така да прво се децата, а секако нормално мора да бидат и родителите и сите што се со нив. Ние сме кога го отваравме објектот, јас не го крстив како чисто игротека, него се водиме како семеен центар и јас полагам на таа опција да децата бидат тука со родителите. Од причина така и го замисливме, затоа и ги створивме сите услови за и родителите да имаат, значи да имаат Wi-Fi, да имаме лаптопи, таблети, доколку им треба за нешто да гледаат, да работат, редовно снабдевање на часописи, дневни вестници и сето тоа,
меѓутоа да бидат тука со децата. Целта е да еве јас сум родител, моите се сега малку поголеми, меѓутоа ние поради своите обврски денеска многу малку време поминуваме со нив. И добро е да они бидат тука заедно со децата, иако децата кај нас сами функционираат и им оставаат простор на родителите да имаат и своја одишко половина час колку и сакаат да се задржат, со тоа што доволно е само што ги гледаат и што се они тука присутни. Често се случува, тато видиме, мамо видиме, и на толку се сведува. Сепак кафето останува рад, не мора да се станува, не мора да се трча, не мора да се прави. Тоа се условите кои што ние ги обезбедуваме, веројатно затоа и сме на некои луѓе и омилени кои што веќе ни се стварно со години редовни гости и се присутни во нашиот објект. Кажете ми, тешка ли е вашата работа? Дарко, нема ништо лесно, меѓутоа големо е задоволството. Верувајте, енергијата што децата имаат директно кога се пренесува и они се многу захвални у тој дел, знаат да ти ја пренесат исправната енергија и тоа ти исполнува. А дека е лесно, не е лесно. Одговорно, секогаш има ситуации, секогаш треба да се решаваат, меѓутоа, у принцип е навистина задоволство. Ти си ми често гостини и гледаш како што све ја функционирам и дека секогаш сум задоволен и наспеан и расположен. Стварно е убава енергија, убава работа, не можам да кажам, јас се пронајдов себе си во оваа работа. Ти благодарам, Жаре, и за овој дел од нашиот разговор. Почитувани гледачи, се надевам дека имавте можност да извлечете многу убави, интересни и корисни информации во поглед на тоа како е да се организира и како е да се управува со еден ваков голем објект, односно една убава и голема детска игротека. А сега предлагам да направиме уште една кратка пауза, се враќаме во разговор со мојот денешен гостин за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, еве се враќаме повторно во разговор со мојот денешен гостин Жарко. Како што кажавме, се јавуваме од местото на бајките. Ова е игротеката Хабиленд во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски. Жаре, кажавме значи дека воопшто не е лесна вашата работа. Не, рековме, одговорна, со посебно задоволство се работи, нема ништо лесно. Тоа е дел од, како и секоја друга работа. Сепак сме сериозна фирма која има одредени задолженија кои мора да се исполнат, задачи кои што мора да се завршат, обврски кои што мора да се завршат исто така, значи како и било која друга работа, нели? И нема отстапување. Нема назад, нема отстапување. Ајде сега, дозволете да прашам како се роди приказната, е малку повеќе да ги информираме нашите гледачи за Хабиленд. Кога се роди идејата да се отвори едно вакво прекрасно место? Па на 1 ноември оваа година правиме 7 години веќе како постоиме. Значи идејата е пред 7 и кусур години, така. Баш у овој период негдека беше малку подоста кога се роди идејата, се најде просторот, идејата потекна, јас имам еден многу добар пријател кој што има игротеки во Загреб и во еден дел учествувавме ние таму преку еден проект кај него и искочи како убава идеја која што ја реализиравме и да изразам благодарност и до него бидејќи многу помогна во реализацијата на оваа идеја, пошто тој е еден човек кој што со години ја работи таа работа и целиот концепт и дизајн и некои работи се потекнуваат од него и од мојот брат кој што исто така многу ми помогна во тој дел околу дизајнирањето, околу премувањето и сите тие работи. Идејата се оствари кога се зема овој простор, иако изгледаше огромно, сепак го оплеменивме и го направивме така како што треба, за да може да одговара на сите возрасти и на сите потреби кои што ние ги замисливме. Така да во овој простор може буквално секој си има свое катче и свое место. Имаме посебен дел кој што се наоѓа таму, тоа е делот за малите деца од 0 до 3 години, тој го викаме како soft play, мека играчница кај што децата се безбедни, сигурни, има топчиња, има меки работи и они се тука се малите деца. Иако големите често сакаат да бидат таму, меѓутоа секогаш се трудиме да не им пречат на малите. Во тој дел, нели, нема влегување со чевли? Нема влегување дефинитивно, тоа се зелените зони кои што постојат во игротеката, во зелените зони нема право никој да влегува со чевли, пазиме на таа хигиена и родителите кога влагаат си има наменски калјачи, си ги ставаат на нозете, си влегуваат затоа што во тој дел функционираат децата и секогаш треба да биде чисто. Тоа не е заради тоа што ние треба да чистиме, него заради тоа што треба да децата играат таму и да им биде чисто. Тоа е малиот дел. Големиот дел е на другата страна од игротеката, тоа е огромен лавиринт кој што е на 4 спрата, точно и прецизно
концепиран за да може децата да имаат тек на движење и да можат да функционираат, затоа што има различити справи. На некои справи децата не можат да помалите, може би тие 3-4 години не се толку храбри да поминат, значи има хлатечки мост, има гасеница која што се љулја, меѓутоа затоа ние, Роберт тука многу ми помогна, овој пријател од Загреб, за да го осмисли да немој застој во движењето, бидејќи се во прашање 4 спрата, кружно движење и секогаш е тоа направено за да може децата безпрекорно да функционираат, доколку не може да пројде ни стојдел, има заобилозен пат кај што е полесно може да помине и поедноставно, али да помине целата игротека до врв горе и назад. Иако изгледа многу едноставно, станува збор за комплексна и многу сложена конструкција во суштина. Точно така, тоа е наука. Значи не е ова просторот ние тој па ние вака ќе го направиме тоа и тоа така убаво ќе ни изгледа и така треба да биде. Не, него баш мора да биде добро осмислено. Значи тоа го работат стручњаци, проектанти, инженери, луѓе кои што имаат ја познаваат таа работа. Значи јас немав појма од таа работа, затоа земав помош кој што е овој човек е едно големо дете кој што многу добро ја познава психологијата на децата и тој концепт на играчницата го правеше он. Така да тоа се сериозни работи кои што во секој момент мора точно да се знае каде се децата, да бидат безбедни децата, да може да имаат алтернативен пат во случај да има некој дете да се уплаши, да заглави, за да може другите да нема натискување, иако девојчињата секогаш се тука на располагање да им помогнат, да ги посочат, да ги насочат и да ги даде случај ако треба да ги извадат ако нешто се уплашат или било што. Сепак сериозна. Тоа е стварно наука. Јас дур не влегов во оваа работа, мислев дека тоа е нешто така, као децава играчки се игра, тоа она, меѓутоа не е тоа баш така. Баш е онака, мора на све да се мисли, бидејќи децата, знаете, секогаш го прават она што им е забрането и што не треба да го прават. Најмногу сакаат тоа. Да, тоа најмногу го сакат и ако тие работи не ги предвидите, имате сериозен проблем. А јас гледам да тие работи ги немаме, значи размислуваме како нив, каде они би можеле, што би можеле и секогаш ги обезбедуваме посебно тие места, за да може тоа да биде и да се заблагодарам вака и како викаме на персоналот, на сите вработени, на родителите и нашите гости, на Господ што до сега не сме имале несакани ситуации. Се надевам дека нема ни да имаме, иако никогаш не се знаели. Затоа мораме да внимаваме и да бидеме на штрек. Затоа викам дека е тоа не е така едноставно као ние си играме овде и тоа е све супер. Меѓутоа децата си ги бараат сите можни дупки кај би можеле они да направат нешто што не треба да го направат, што е нормална детска психологија по мене. Више со овие 7 години почнавме и тоа да го учиме со нашите гости, со нашите деца, различни карактери, различни потреби. Гледаме да им задоволиме. Јас во принцип викам дека сите деца се супер, како и ти што викаш, супер звезди, супер се. Све е тоа окей и ние треба да ги поддржуваме во сите варијанти или да ги насочуваме онаму кај што они знаат да погрешат. Да имаме не 104 очи отворени. И на грбот, и на главата, и секдека на сите 360 степени мора да бидат покриени у секое време. Тоа е најважно. Освен ова што го гледаме внатре како интериер, имате и фантастичен екстериер. Да кажеме нешто повеќе за екстериерното уредување. Имате и исто така летна игротека. Од што е составена и кои справи и играчки ги имаме таму? Летната игротека е направена да биде на отворено и да можат децата да имаат своји активности. Има исто така голем лавиринт со огромен тобоган и лизгалка, фудбалско игралиште мало, имаме трамбулина, имаме мал дел за малите, значи правиме муабетоној дел за малите до 3 години и имаме мини картинг стаза за децата од 3 години нагоре, кај што возат колички, концепирани се на принцип на педали, значи кај нас нема електрики и тие работи, затоа што тоа децата го имаат секдека у своите телефони, у своите компјутери. Кај нас акцентот е ставен на физичка, креативна и логичка варијанта. Значи, лавиринтите се и така направени да они ја развиваат ориентацијата, моториката, значи качувањето, симнувањето, спуштањето, моториката, ориентацијата во просторот и сите тие работи. Тоа и ние и целта. Затоа кај нас нема PlayStation, нема кино, нема такви електронски работи, значи буквално све е посветено на нивната активност. Зашто најчесто доаѓаат родителите и дечињата овде? Само се слават родендени или има и нешто друго? Ние имаме често гости, тоа тие ни се редовни гости кои што сакаат дел од своето слободно време да го поминат со своите деца овде. Тие ни се и релативно драги гости кои што
уживаат во условите кои што ние ги имаме, нивните деца уживаат, играат, додека главен акцент сепак се родендените, кои што тие обично се во попладневните часови или во времето за викендите, дури имаме и повеќе термини преку ден и од сабајле и попладне, така да расположени сме за секакви активности. Значи се прават журки, забави, родендени, мекици, не знам, први родендени, 12 родендени, не знам, испраќања, дочекувања, сите тие работи. Значи буквално како мултифункционални сме во тој дел и гледаме да угодиме на сите потреби што ги имаат нашите клиенти и веројатно и целокупниот интериер и тоа така и е направен за да можеме да одговориме на свето. За крај, за сите оние родители и дечиња кои што не гледаат, би имале ли нешто што би сакале да им порачате и да им кажете за крај? Па вака за крај би пропорачал дека сите деца значи се еднакви. Ние сите деца еднакво ги третираме и сите деца се супер деца. Значи нема добри и лоши деца, сите се добри деца. Јас би сакал да повеќе време им овозможуваат на своите деца да се истрчаат, да се излудуваат, да направат она што условно не можат да го прават на училиште, не можат да го прават дома или не знам на јавни простори. Овдека ние дозволуваме малку и повеќе од дозволеното за да може да тоа се избалансира. Сепак децата се нашето богатство и ние мораме да бидеме насочени према нив и да ги изградуваме во прави личности. Тука починуваат некои работи, понатака продолжуваат во други правци. Јас ти благодарам што беше мој денешен гостин, што не прими овдека да се дружиме и да уживаме и да поиграме малку кај вас. Се надевам дека ќе имаме можност да се сретнеме уште во некое наше наредно издание на емисијата Суперчест. Ти благодарам јас многу, поздрав до публиката, до гледачите, до нашите следни гости, нека повелат, нека дојдат, ние сме секогаш тука за нив. Така, и се надевам дека за крај нашите гледачи еве научија дека во позадина на едно вакво место како од бајка постојат луѓе како Жаре кои што секојдневно работат и го даваат својот максимум за сите оние кои што ќе дојдат да се чувствуваат безбедно и да можат бесконечно да уживаат. Кажавме дека е прекрасна и убава, но многу одговорна работа и ви благодарам уште еднашка што во интерес на нашите дечиња го правите сето ова. Фала ти, Жаре, многу. Фала ти. А сега ние, почитувани гледачи, ќе одјавиме нашата емисија. Тоа беше се за денеска. Се гледаме повторно во новото издание на емисијата Супер Звезда за 7 дена од сега. А до тогаш бидете живи, здрави, сакајте ги мама и тато и посетете не. Дојдете во Хабиленд, во светот на журките, во светот на бајките, во светот на вистинските задоволства. Чао, пријатни до гледање. Чао, чао, чао.